Благодарам, почитуван председател со комисијата, почитувани пратеници, почитувани представници од владата, пред се почитуван народен македонски. Пред нас е законот за нефер трговска пракса, закон кој беше бомбастично најавуван овој период и на некој начин беше поврзуван со неколку дејанија на владата Република Македонија. И сега гледам пред се да ја замаи јавност. Овој закон беше поврзуван најпрво со цените во маркетите и генерално со цените на земјоделските производи. Меѓутоа, тоа што го гледам во законот, во суштина, тоа што сите го очекувавме од овој закон, не сум сигурен дека ќе се постигне. Тоа е да се добијат фер цени од една страна произведен производ од земјоделците и краен резултат колку граѓаните на Република Македонија ќе окупат тој производ. Да не се јават тука огромни диспарзитети, односно разлики во цени, кои секако знаеме дека се натовар на прекупците и на крајните продавачи, а се во штета на пред се граѓаните на Република Македонија и дополнително на штета на земјоделците кои реално продаваат по ниска цена, а нивните крајни производи се наоѓаат на маркетите по многу високи цени. Тие маржи некаде се и 100, 200, 300% од купувната цена која понудуваат земјоделците. Меѓутоа, не сум сигурен дека вака предложеното законско решение го тангира овој проблем. Иако тоа беше најавувано, меѓутоа сега во законот гледаме дека генерално, што е во ред на некој начин, се воспоставуваат некои односи на пракси помеѓу купувачот и добавувачот, меѓутоа никаде не е ставен крајниот потрошувач. Тоа што нас не интересира, по кои цени граѓаните на Република Македонија ќе купуваат производи. Зошто ова не се регулира, можеме само да претпоставуваме, односно и на некој начин представува одговор на прашањето зошто ова се носи сега. Затоа што едноставно ќе се створи само пред избори маркетиншки трик, дека нешто се регулира, но во суштина тоа што сите го очекуваме нема да се случи. Нема да поевтинат земјоделските производи од македонските ниви, во македонските продавници, во македонските маркети, за македонските граѓани да купат ефтини производи. Овој закон генерално е добар. Меѓутоа, ако не ја затвориме целата приказка, ништо не сме направили. Зошто го велам тоа? Затоа што видовме дека инфлацијата во суштина представува сериозен проблем. Без разлика на кој начин ќе настане таа. Дали пореметување на синџирите на снабдување, на ресурси, на машини, било што, на енергија. Сепак, на крајот, крајната цена секогаш ја плаќаат граѓаните. И тоа е лошото во приказната. Затоа се потребни да се овие работи регулираат, односно, да се најдат механизми, секогаш кога постојат вакви проблеми, инфлацијата да може да се контролира. Односно, тогаш да настапи државата, тогаш да настапат овие комисии за кои сега се зборува да се формираат, да се зголеми нивниот опфат и на некој начин да се стави ред во пазарот. Меѓутоа, ако ние не ја регулираме крајната цена, односно, не дадеме инпут што е тоа фер трговска пракса, проблемот ќе се сведе само на односи помеѓу производителите и откупувачите, прекупците и крајните продавачи. Нема да го постигнеме ефектот што сите го очекувавме, затоа што гледаме дека и покрај инфлацијата, секогаш во пракса трговијата може да биде немилосредна, односно не се грижи за
состојбата со граѓаните, со нивните примања, со нивната куповна моќ. Па видовме случај каде што инфлацијата на храната некаде дојде до 30-40%. И тоа беше сериозен удар врз најсиромашните граѓани во Република Македонија. Кога веќе го отвараме законот, мораме да внимаваме и на ова. Мораме на нашите граѓани да и понудиме производи по реални цени. Затоа што не се офајдија земјоделците нешто посебно со оваа инфлација. Повторно тие беа изманипулирани од зелената мафија, од трговците со храна. И таму завршија профитите. Ке ги видите билансите на сите трговски компании се плафон. Меѓутоа, нити земјоделците се срекни, нити граѓаните на Република Македонија имаат можност, фер шанса во вакви кризни моменти да добијат производи кои ќе бидат на некој начин фер. На нас ни треба фер трговска пракса за да добиеме краен производ со фер цена. Ако тоа не го постигнеме, тогаш законот само ќе реши дел од проблемот. Тоа е однос помеѓу, реков, земјоделец откупувач, прв, откупувач втор, веќе се тоа прекупците и краен трговец кој го понудува производот на пласман. Дали е тоа пазар или маркет или малска продавница. Како и да е, малце ми е, на некој начин и кажав зошто според мене се касни со законот, затоа што во суштина нема нешто посебно да разреши. Ние имаме и сега некое законодавство, иако не е толку функционално, може би овој закон ќе подобри нешто во него. Меѓутоа, верувајте, секогаш земјоделците се толку уценети, било тоа да се од прекупците или од крајните продавачи, што тоа е на ниво на мизерија. Тоа е дури и жално. И затоа тешко ние ги сваќаме проблемите на земјоделците, на производителите на храна, кои ги има се помалку. Готово да го промашивме целиот сектор земјоделство и производство на храна. Сточниот фонд ни е веќе катастрофален, градинарството кубури, овоштарството е катастрофа, лозарството неколку години во агонија, тутунопроизводството, иако е друга гранка, во оваа година имаме преполовен род. Во тие околности треба да бидеме многу предпазливи и да понудиме решение на целиот проблем, според мене, и збунува малку периодот на адаптација баш за земјоделските производи 6 месеци. Дополнително ќе се прави листа во наредните 3 месеца за кои земјоделски производи, како ќе се регулираат во овој однос. Многу работи остануваат отворени и секако дека ќе се предмет на работа на идната влада на Република Македонија, во никој случај на оваа влада. Во секој случај, секое усогласување со Европската Унија сум го поздравувал. Директивата е точна, Европската Унија ова го има утврдено и тие многу се залагаат на својата трпеза да имаат квалитетни, еколошки и здрави производи, кои пред се значат многу за граѓаните во Европската Унија, затоа што без нив, во суштина, нема здрави нации. Збунува, верувам дека и истражувачкото новинарство малце ќе поработи на овој закон. Прочитавме многу статии дека ова конечно ќе се регулира, дури имаше по медиумите и дека се ограничува маржата на 10%. Меѓутоа, далеко сме од тоа, на некој начин се тоа нема да се регулира, ќе остане за некогаш понатаму да се разрешува. Законот разрешува еден сегмент од проблемот, меѓутоа не и во целина. На некој начин ќе остане многу што да се доработи во овој закон. Законот добро е што оди во редовна постапка,
ќе можеме амандмански да реагираме, да понудиме своји видувања, подобрување на текстот на законот или подобрување на некој од нејаснотиите во законот со цел да поправиме тоа што може да се поправи, а генерално проблемот тоа што значи, ајде ќе бидам вака малку, во Радовиш имаме многу слива, сливарите кои ја произведуваат ја продаваат 15 денара, трпезната слива, 10 денара, ова обичната слива, на пазарот завршува по 50, 60, 70 денара. И тоа се тие 300% разлика од тоа што го продава земјоделецот и тоа што завршува во маркетите. Иста состојбата и со бостанот, и со доматите, и со перките и така натаму и така натаму. Ќе ни престои многу работа тоа да го регулираме. Во процесот на земјоделство во овие синџири мора да има навистина фер односи, за да бидат задоволни и земјоделците, и трговците, меѓутоа и крајниот потрошувач, граѓанинот на Република Македонија. Сметам дека има простор за многу работа, дали во овој закон или со друг закон, да се уредат и на некој начин и тие проблематики. Тоа го увиди Министерството од економија. 4-5 месеци се блокирани маржите. Им даде налог во време на инфлација која хараше, замрзнати маржи, ги имаме и денес. Колку толку се почитуваат сепак на некој начин, нели, власт е власт, гледаме дека може да функционира систем. Гледаме дека и кај многу производи, преработувачки имаме страшни маржи од трговците. И тоа мора да се регулира. И навистина процесот да биде фер. Ни престои работа, треба ова да го навистина во интерес на сите засегнати средиме во државата. Благодарам.